Прво зашто си денес овде? Заради воздухов, мислам дека го чувствувате. Сакам да те Со правиш. години не е смената ситуацијата. Да, протестираме негде од 2011 година и бараме нешто се направи, можеби од претходно, меѓутоа од тоа што се проверив дека од 2011 година некаде се бавиме со ова прашање. Затоа што секој човек заслужува да има живот, а без воздух нема живот. Многу поддржувам што сум тука, имам и свирче, имам и звонче на точакот, имам и алармантно светленце тука, да го поддржам протестот, односно да се спротивставам на ова што се случува и да се стави крај, да се најде решение. Тука сум за да протестираме за загадениот воздух кој што не убива. Овде сум затоа што не дишеме воздух, дишеме нешто слично на воздух, пием честички. Мислам дека треба сите да излеземе затоа што ова системско труење трае со години и ако не излеземе ништо нема да се промени. За протест за чист воздух. За него и за мене. И застрашувачки е фактот дека едно од 9 дечиња последица на тоа не се помеѓу нас. Така да мислам дека е доволна причина, самото тоа. Па мислам дека на сите ни е јасно за протестираме против загадениот воздух. Би сакала да прашам што мислите според вас кој е најголемиот загадувач? Најголемиот загадувач се индустриските капацитети, фабриките, иако ни се пласираат други информации дека домакинствата се тие што најмногу загадуваат и сообраќајот нормално автомобилите. Што мислиш кој е најголемиот загадувач на воздухот? Нема еден загадувач, тоа е коктел од разни субстанции, од повеќе видови на загадувачи. Значи, досега има доста студии кои ги докажуваат тие и ги покажуваат тие соодноси на сегментите кои колку учествуваат. Значи, тука се прво домакинствата со загревањето, јавните објекти кои горат нафта, сообраќајот, оние депони, ѓубриштата кои што се палат, индустријата има. Значи, сите заедно го сочинуваат ова. Сообраќајот, немањето на јавен превоз, нели? Не сме главен град кој до сега не се случи да немаме јавен превоз за некој ден, што е неверојатно. Да. Најголемиот загадувач е индустријата, потоа загревањето на јавните институции, домакинствата, сообраќајот и така натаму. Автомобилите. Никој не ги спомнува. Автомобилите, приватните автобуси кои возат на зејтин, а не на дизел, овој број на коли кои што е по улиците на Скопје е најголемиот загадувач. Ја не верувам во тоа куќите гореле вакви дрва, мрва, ова, не. Колите погледнете околу што се случува. Не можеме алишта да спружиме на тераса. Тоа не е од куќите, во Шутка или во приградските населби, не е. Се знае кој е најголемиот загадувач. Се знае, сите го знаат тоа. Отпадот медицински што се троши од Европа, што се носи, што трошат коливе, што највише трошат, фабрики што трошат гуми, што трошат свашта, што трошат. Тоа сите го знаат и тоа јавна тајна е. Најголемиот загадувач најверојатно тешката индустрија, не верувам, мислам дека повеќе возилата кои што ги имаме, недобрата инфраструктура во градов зашто го задушија, го преградија. Мислам дека има и други загадувачи, ама немам информации, затоа не би сакала да зборам без докази. Ти благодарам. Би сакала да прашам исто така според тебе, кој како треба да го реши проблемот? Значи, според мене треба самите институции, еве ова министерство тука каде што протестираме, да седнат и сериозно да ги сватат барањата од активистите, затоа што имаме многу луѓе кои што се едуцирани и упорно апелираат до институциите, ама они само се ги затнуваат ушите. Не е лесно решението, но мора веќе да се постапи, веќе има многу предлози изминативе децени буквално изнесени од експерти, од активисти, мешано од здравствените стручњаци. Повеќе слојно решението, но мора да се почне да се применуваат. Значи за секој сектор се различни решенијата. Едни се за домакинствата со субвенции, за првенствено се почне од најсиромашните. Индустријата мора да се зголеми контролата и индустријските, големата индустрија и помалата индустрија да бидат практично обколени со сензорски станици кои ќе бидат јавно, чии резултати ќе бидат јавно достапни, јавните објекти во надлежност на општините и на министерствата, кои ги има само ние во Скопје зброивме над 100 такви кои
се греат на нафта и на мазут, значи тука се многу болници, нивното грејење мора подитно да се смени, тоа мислам дека е една од според мене најлесните и најпрактични чекори кои може најбрзо да се спроведе. Значи мора да се намали градењето во градот, да се забрани увоз на оние стари половни возила кои некои од нив загадуваат како фабрики. Мора да добиеме конечно еден ефикасен и еколошки јавен превоз. Мислам, тоа не е некоја иновација, луѓе во Европа живееме во 2024 година, зборуваме дали воопшто има автобуси, а не какви се тие автобуси. Значи, тоа се сплетовина мерки кои мора конечно почнеме да се спроведуваат. Значи, не може државава да штеди пари, бидејќи овој проблем според Европската унија, според Истражувачкиот центар на Европската унија, 26 балкански градови меѓу кои Скопје, штетата процената од морталитетот од смртните случаи поврзани со 2,5 PM частичките во 2019 година е проценет на над 7,2 милиарди евра. Само за Скопје над 200 милиони евра е штетата од една година од смртните случаи поврзани со загадувањето на воздухот. Значи ова не е нормално ако се толерира. Не знам какви луѓе седат на високите политички функции на кои ова 2 децении не им е приоритетно прашање. Тоа ми беше и последното прашање, која е вашата порака за граѓаните кои го гледаат ова? Ништо, мора да се притиска, власта мора да, не знам, конечно некако нека сватат дека повеќе ги чини непостапува, повеќе како држава, како економија, како систем, како општество не чини непостапувањето, отколку да се вложат многу милиони евра во решавањето, бидејќи на крајот на краиштата ова е големо финансиско прашање за кое се потребни многу пари. Затоа што ако за нив 200 милиони евра од еден град загуба во една година не е многу, не знам, тогаш сите политики за економски раст, политики за наталитет и било какви политики на државата паѓаат во вода, веќе едноставно нема на кого веќе да се однесуваат луѓето, се иселуваат. Едно од прашањата поради кои се иселуваат е ова. Се знае институциите задолжените за нивно решавање, за тоа што поединци и граѓанскиот невладиниот сектор може само преку соработка со нив да го реши проблемот. Јас сум за поригидни мерки, предлагам, односно мора да се воведе пар-непар за приватните коли. Нема друго. Оваа здисаност, секој семејство по 3 коли, еден со една кола, другата со друга кола, ова веќе не оди никаде. Пар-непар, не знам дали се сеќавате, во Југословенско постоеше тоа. Денес возат таблици со парен број што завршуваат, утре возат со непарен. Тоа значи половина од сообраќајот сече. Нека се снаоѓаат како знаат. Крајно време, нема веќе, ова веќе не се издржува. За крај би сакала да ве прашам која е вашата порака до граѓаните кои го гледаат ова видео? Да ги остават колите дома. Да поодат пешки ако нема автобуси, бидејќи нема автобуси. Да купат точак, односно да го извадат од подрум точакот. Се вози точак и со штикли, и со смокинг, и со актен ташна, и со лаптоп, и со се. Точак нема друго чаре, освен точак. Баш ка поздраво е. Ја би им препорачала дека ако можат, ако има следен протест, да реба и они да дојдат и се надевам дека за брзо време не би требало да дојдеме на протести, бидејќи се би се средило. Дека можеби ние нешто ќе смениме и ќе направиме подобро за идните генерации кои доаѓаат. Нашето можда е одсвирено што се вика, ама на пример ја имам внука и не сакам мојата внука да кашла, не сакам као сите мали дечиња што никогаш повише не било да се инхалираат, да не може да дишат и се. Ги гледаме бројките какви се, така да се надевам дека еден човек не може да смени, 200-300 души не може да сменат, али можда ќе направат некако да им објаснат на другиве дека ако се собереме можда нешто ќе промениме. Мојата порака е дека мора да покажеме бунтовност и проактивност и да бидеме граѓани како што треба и да се избориме за нашата земја.